второ издание на Дневникот на Канал Плюс. Добро вечер. Почнуваме веднаш по кратката најава. Останете со нас. Утре е 1 септември. Подготвени за настава се и учениците и училиштата. За успех се молат и свештениците. За една година ќе има нов закон за високо образование и државна матура. Во Штип се одбележа 91-та годишнина од смртта на Тодор Александров. Македонското патриотско здружение Тодор Александров го организираше чествувањето. Продолжуваат инфраструктурните зафати во општина Берово. Третиот квартал минува со успешно темпо на реализација на планираните градежни работи, цени градоначалникот Драги Наджински. Од утре почнува училишната 2015-2016 година. Училиштата на Истокот подготвени за работа. Денес со пригодна свеченост по старите ученици им посакаа добре дојде на правачињата. Наредните минути се посветени на учениците. Основните училишта во Штип денес подготвени ги пречекаа првооделенците. Карактеристично за оваа година е што во 5 основни училишта во прво оделение тргнаа 30 на деца повеќе за разлика од минатата учебна година. Основните училишта се подготвени за стартот на новата учебна година. Еве денеска се изврши приемот на првооделенчињата во нашите основни училишта, значи во сите 5 основни училишта кои што се на ниво на нашата општина имаме вкупно околу 460 првооделенчиња. Значи за разлика од лани 2014-2015 имавме околу 430 ученика, оваа година сме со пораст за околу 30 ученика. Што се однесува до учениците кои со настава започнуваат од утре, 1 септември, Ашкилова истакна дека и за нив сите основни и средни училишта се подготвени за старт на учебната 2015-2016 година. Од особено значење е тоа што за оние ученици кои живеат надвор од територијата на градот Штип обезбеден е редовниот превоз од нивните домови до соодветните училишта. За сите ученици од средните училишта кои што користат бесплатен превоз, превозот е обезбеден, значи продолжуваме без никакви проблеми. Значи превозот од утре веќе стартува со поранешните релации кои што ги превезуваа учениците од местата на нивните живења до училиштата во општина Штип. За успешен почеток на учениците, но и студентите во учебната, односно академската 2015-2016 година, Брегалничката епархија ги известува сите кои сакаат да присуствуваат на заедничкиот молебен дека истиот ќе се организира во текот на денешниот ден со почеток во 18 часот во соборниот храм Свети Никола во Штип. 181 прваче, 122 нови средношколци или вкупно 303 ученици ќе седнат во училишните клупи во виничките училишта. Во деветолетките расте бројот на првачиња, додека во средното училиште Ванчо Прке опаѓа бројот на запишани ученици. Најмногу првачиња има во основното училиште Славчо Стојменски. Значи, основното училиште Славчо Стојменски од Виница запиша 80 првачиња оваа учебна година, од кои 63 се во Виница, 8 во Лески, село Лески и 7 во село Градец. Колку вкупно ученици? Со 557 ученика оваа учебна година, почнуваме од 1 септември. Вкупно имаме некаде 90 ученика. Така. Во редовната настава, во Лакец и подрачните училишта Липец и Лаки и во посебните паралелки што работат во Скопје училиште. Така. Колку превачиња? Имаме 9 превачиња, од тие 7 се во Блатец и по едно во Липец и во Лаки. Основното училиште Гоце Делчев има запишано 77 превачиња, од кои 57 се во градот, 13 во село Истибања и 7 во село Јакимово. Основното училиште Никола Парапонов во село Драгобраште во новата учебна година стартува со 118 ученици, од кои 12 нови превачиња. Во пресрет на грејната сезона, освен дрва и нафта, годинава трендот на енергетска ефикасност ќе го следи само училиштето Славчо Стојменски. Со проект на општина Виница ќе премине од нафта на пелети. Училиштето до сега се грееше на нафта, сега сме во тек на изработка на нова котлара, во која што преку донација од швајцарска амбасада би требало да добиеме печки на пелети, со тоа што ќе добиеме нов тип на грејење. Имаме тендер на ниво на општина заеднички со другите училишта, дрвата уште не се пристигнати. Трошиме некаде околу
150 просторни метри дрва, Така. грееме училиштето во Липец, Блатец, Лаки и ученичкиот дом по планираните занимања. Новата учебна година носи нови предизвици не само со наставната програма на учениците која бара брза адаптација бидејќи секој септември се воведуваат новитети, туку и за наставниот кадар кој во последните неколку години се соочува со континуирани реформи кои не така лесно се следат и применуваат во пракса. Молитва за успешен почеток на новата учебна година се одржа во дворот на православниот храм Свети Великомачени Ѓорги во Кочани. На молебенот присуствуваа голем број ученици, наставници и студенти, кои заедно со свештениците се поклонија кон Господ Исус Христос со желба и оваа година да им биде успешна. Учебната година 2015 и да имаме премногу петки, да учиме. Денеска додавме Јас сум Паула Велкова, учам во основното училиште Свети Кирил и Методи, сега ќе бидам 6 одделение. Денеска додавме на црква за да се помолиме да бидеме одлични ученици. Денес сме на црква за да ни подобро оди учењето, да добиваме петки. Во споредба со минатата година, кога бројот на учениците кои присуствуваа на молебенот беше помал, оваа година беше задоволителен, изјави од Кочанскиот православен храм. Имаше голем одзив, голем број на ученици дојдоа да ги упатат своите молитви кон Бога. Нас што не радува како свештенство е тоа што за разлика од претходните години, во оваа година имаше голем одзив на дечиња, на ученици. Ово го кажуваме со голема радост и со надеж дека полека се ослободуваме од оној синдром на самоуништување, како што ја нарекуваат белата чума, односно раѓањето на се помалку дечиња, кое што од година во година беше алармантно, но се надеваме дека ваквата состојба ќе се подобри, со што сведочи ово што поголем број на ученици, на дечиња видовме во храмот, што е за голема радост како на Светата православна црква, така и на нашата татковина на целиот македонски род. По завршувањето на молитвата на сите ученици, свештениците им доделија молитви за учење. Средношколскиот пленум ги интензивира активностите со стартот на училишната година. За утре попладне планираат јавен собир во Скопје, за да ја изразат подготвеноста за партиципирање во законските решенија, кои се однесуваат на образованието, посебно во делот на државната матура и екстерните испити. Законите за средно и високо образование ќе се дефинираат за една година, што е доволно време за вклучување на засегнатите страни во сите фази на подготовка на законите, изјави премиерот Груевски. И законот за високо образование и државната матура, практично новините во нив се одложени за септември 2016 година, така што има доволен простор за размислување. Што се однесува до државната матура, одлагањето е затоа што од декември веќе се пријавува матурата, така што имавме прекраток период за промените што сакавме да ги постигнеме, затоа што ни треба во меѓу периодот и диалог. Така што има доволен простор да се вклучат сите заинтересирани страни, да се разговара со сите, да се слушнат сите мислења, да се направат темелни консултации, за на крај да се донесе најсоодветното решение. Што се однесува до законот за високо образование, како што кажав, и тој е одложен за септември 2016 година, и во меѓувреме ќе направиме максимум што е во наша мок да бидат вклучени сите засегнати страни, сите на кои што се однесува законот или може да има влијание, да се слушнат сите мислења и во едни заеднички консултации да се дојде до најдобрите можни решенија некаде до септември 2016 година. Откупувачите на грозје и лозарите постигнаа договор за минималната откупна цена на килограм винско грозје на денешниот состанок во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, при што е договорено минималната цена за откуп на сортата грозје Вранец со 19 чекерни единици да биде 13 денари за килограм. Минимална цена за откуп на сортата Смедеревка со 17 чекерни единици ќе биде 11 денари за килограм и 0,64 денари по шекерна единица. Од Министерството за земјоделство посочуваат дека исплатата на откупеното винско грозје ќе биде во законски утврдениот рок согласно Законот за виното.
Во Штип денес се одбележа 91 година од убиството на Тодор Александров. Почитувачите на делото на Александров присуствуваа на панихида во црквата Успение на Пресвета Богородица во Штипско Новосело и положија цвеќе на спомен плочата на Тодор Александров. Александров има своја восочна фигура во Музеот на истакнати револуционери во Штип. Штип и Штипско, а посебно Новосело, треба да се гордеат со тоа што се расадник на врвни таленти и војсководачи, команданти, генерали, кои ја одбележаа македонската историја, истакна градоначалникот на општина Штип, напоменувајќи дека еден од нив е токму Тодор Александров. Роден во Новосело, крстен во оваа црква Света Богородица, значи загинува на денешен ден на Пирин планина и лично мислам дека остава голема трага во нашето револуционерно движење. Ние, денешните современици и генерациите кои доаѓаат, мораме да ги почитуваме таквите личности, бидејќи тие не се многобројни, но се многу значајни затоа што се бореле за нашиот национален идентитет, се бореле за наша држава. И верувам дека со споменувањето на таквите личности се почитуваме собствената историја. Покрај останатите на панихидата присуствуваа и штипските пратеници во македонскиот парламент. Ја заслужува таа почит во секој случај, посебно че затоа што е тој штипенец еден од личностите кои го одбележале времето на Штип и Македонија, се борел за Македонија иако постоја доста контроверзности околу неговата националност и самосвест и определба, меѓутоа тоа е докажано дека тој е македонец пред се штипенец од овој дел и штипени знаат да ги спочитуваат сите оние луѓе кои на некој начин се бореле и дале свој допринос за изградба на оваа држава. Денеска на покана на Сдруженијето на граѓани почитувачи на ликот и делото на славните вомаровци, потекло од Новосело, еве сме тука да го обележиме денот на чествувањето на смртта на Тодор Александров, како и секоја година во рамките на моите можности се трудам да присуствувам на овие активности. Денешната панихида беше во организација на Македонското патриотско здружение Тодор Александров од Битола. Може да се каже дека Тодор Александров е еден од плејадата македонски дейци кои што во поранешната комунистичка, србо-комунистичка историографија беше антамизиран и прикажан во негативна конотација од идеолошко-класни причини. Новите документи, историски податоци договорат дека Тодор Александров е најголемите лидери на внатрешната македонска револуционерна организација која води борбата за независна македонска држава после Балканските војни, после Букурешкиот мировен договор, после поделбата на Македонија и на македонскиот народ помеѓу Србија, Грција, Бугарија и новоформираната албанска држава. ВМРО Централниот комитет предводен Тодор Александров ја води борбата за обединување повторно на Македонија, испраќа протестна нота и писма против новата поделба на Македонија, се стреми за повторно обединување на Македонија во една целокупна целина. Чекутков истакнува дека после Првата светска војна Тодор Александров ја возобновува ВМРО како организација во Пиринска Македонија и оттаму ги води борбите за создавање на независна македонска држава против големосрпските, големогрчките и сите влади на Бугарија, кои се противставија на борбата на ВМРО за независна држава под паролата Македонија на македонците. Тодор Александров од 1923 година заедно со Павел Шатев, еден од најлегендарните македонски револуционери, го започнуваат процесот за обединување на македонските разединети револуционерни сили во единствен револуционерен фронт. И таа нивна заедничка клаузула ќе резултира со подпишувањето на Мајскиот манифест, каде што сите македонски револуционери ќе бидат обединети во единствен револуционерен фронт. Од тие причини под разнасените околности Тодор Александров е убиен на 31 август 1924 година, најверојатно под влијание на бугарските војни офицерски крудови, бидејќи Александров е издигна паролата и се бореше за независна македонска држава. Според Чекутков, по убиството на Тодор Александров, македонското револуционерно движење претрпува големи потреси, бидејќи може да се каже дека Александров е еден од најголемите лидери и организатори на терен на македонското движење, бидејќи само во Пиринска Македонија од 1922 година организирал околу 9100 добро вооружени комити целосно подготвени за борба во сите делови на поробена Македонија. Чекутков е на мислење дека и во денешно време на Македонија е потребен човек како Тодор Александров, кој ќе го представува духот на македонската борба. На панихидата присуствуваше и Јохан Тарчуловски, кој откако беше ослободен од Хаг е најценет и почитуван помеѓу македонските бранители. Го прашавме дали тој се гледа како наследник на Тодор Александров. Тодор Александров е лик во македонската историја од она време кога ВМРО веќе почна да слабее и да ја губи својата сила. Тодор Александров го воскресна тоа ВМРО, го врати во живите што се вика и уште појако го направи и ние ги почитуваме неговите дела, неговите заложби за неговата организација од тоа време. Денеска се дивиме на тие успеси негови
и Тодор Александров секогаш бил и ќе биде за нас лик кој ни дава силата и снагата на целата организација да идеме понапред. Јас сум само еден обичен војник на Македонија кој се труди и кој било тешко да биде на бедемот на одбраната на својата татковина, но тука сум секогаш да ги сплотам колку што можам нашите патриоти, нашите бранители, нашите другари, сите заедно да бидеме како едно. И нема тука единката не ја прави јачината на организацијата. Ние сите сме едно и сите заедно можеме само да бидеме јаки и црсти. Кон ликот и делото на македонскиот деец Тодор Александров, на панихидата се поклони и заменик министерот за образование Спиро Ристовски, кој заедно со сите присутни положи свежо цвеќе на спомен плочата посветена на Тодор Александров во Ново село, а го посети и музејот на македонската револуционерна борба, кој по овој повод за прв пат беше отворен за јавноста. На крајот на третиот квартал од годината, градоначалникот на Берово, Драги Наџински, ги сумира резултатите за сработеното: подобрување на патната инфраструктура, нови водоводни и канализациони мрежи, инвестиции во образованието. Ова е само дел од проектите реализирани во овој период во Берово. На самиот истек на третиот квартал од годината, општина Берово ги сумираше резултатите од сработеното. Најзначајните проекти според градоначалникот на оваа општина Драги Наџински се насочени кон подобрување на патната инфраструктура. Во последните 3 месеци реконструирани се улиците Даме Груев, Ленинова и Неретва, како и една од главните сообраќајни артерии во градот, улицата Страшо Пинџур. Воедно проширени се тротоарските мрежи на улицата 11 октомври и Даме Груев. Во тек е реализација на проект преку кој ќе се асфалтира локалниот пат Берово Милина црква во населбата Брадославица во Берово. А во фаза на реализација е проект преку кој ќе се пробие и тампонира улица 20 во населбата Ширината. Во Берово до крајот на 2015 година е планирано да се изврши реконструкција и на дел од улицата Маршал Тито во потекот од јавното комунално претпријатие услуга до раскрсницата со улица Моша Пијаде. Во село Будинарци моментално се работи на изградба на 2 улици. Во Ратево ќе биде изградена улица во Мишовско мало, додека во Русиново ќе биде изградена улицата Даме Груев. Освен во подобрување на патната инфраструктура, градоначалникот Драги Наџински ги наброи проектите за подобрување на водоводната и канализационата мрежа во општина Берово. Пред некој ден започна изградба на колекторот за отпадни води во должина од 800 метри, а се започнува со реализација и на уште еден капитален проект во вредност од 5,5 милиони евра, преку кој ќе се доизгради и реконструира канализационната мрежа во Берово, Русиново, Владимирово и Смојмирово. Веќе се работи на изработка на проекти за изградба на водоводи во село Ратево и во село Двориште, поставена е нова водоводна линија на улица Дамјан Груев и Неретва во Берово, а на улица Даме Груев во Русиново и на една улица во Владимирово, додека претходната година е извршена и комплетна реконструкција на пумпната станица во Русиново. Паралелно течат и проектите за изградба на технолошко-индустријската развојна зона, која се простира на 17 хектари државно земјиште со вкупно 8 парцели, а со инвестиција вредна 2 милиони евра, се започна со изградби на 2 комплекси на објекти за производство на електрична енергија на Клепалска река. Во полето на социјалната заштита, општина Берово е првата општина во регионот која ја изгради и ќе стопанисува со дом за згрижување на стари лица. Веќе се започна и со реализација на втората фаза во која ќе бидат реконструирани и пренаменети уште еден објект со кој ќе се прошири капацитетот на домот. Преку буџетот на општината Берово исто така неодамна беше изградена и капелата до црквата Свети Тодор во Берово, а со средства обезбедени од владата на Република Македонија се заврши со изградба на велосипедско-пешачката патека околу Беровското езеро. Во образованието инвестирано во реконструкција на кровот на општинското средно училиште Ацо Русковски во Берово, како и оспособување на нова училница која што ќе биде пренаменета во училичен ресторан за потребите на учениците од угостителската струка. Воедно со проект вреден 500.000 евра во тек е проект за реконструкција на детската градинка во село Русиново. Општината Берово, како што истакна градоначалникот Наџински, инвестира и во спортот и спортските активности. На ова поле веќе се работи на реконструкција на спортските терени на општинското основно училиште Дедо Илјо Малешевски во Берово, додека во тек на изработка и проект за реконструкција на спортските терени на подрачното училиште во Будинарци.
Ловиштата во Македонија се повеќе стануваат интересни, како за домашните, така и за странските љубители на спортскиот лов. Меѓутоа, праксата покажува дека тешко оди со лицитациите, односно јавните огласи. По постапката за некои ловишта се повторува по неколку пати. Министерството за земјоделство објави повик за издавање на неколку ловишта во државата, меѓу нив и 2 во Кочанско. Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство распиша оглас за давање под концесија на неколку ловни терени во Македонија, меѓу кои на 2 локации во Кочанско. Ловиштата се од отворен тип и располагаат со ситен дивеч како што се зајаци, ребеци и препелици. Ловиштата ќе се даваат на користење во период од 10 години. Право на учество на јавниот повик имаат сите домашни правни лица, како и сите странски правни лица кои имаат регистрирано подружница во Република Македонија согласно Законот за трговски друштва. Меѓу врските на идните концесионери е да изработат програми за развојни можности на дивечот под заштита на ловиштето, согласно предвидувањата во посебната ловностопанска основа за секое ловиште, посебно и обезбедување на ловочуварска служба. Рокот за подигање на тендерската документација е до 30 септември годинава. Женско бебе и 3 други деца се меѓу жртвите имигранти за кои се смета дека се од Сирија и Авганистан. Извршена е аутопсија на дел од телата кои беа пронајдени во камион во Австрија. Од вкупно 71 тело, извршена е аутопсија само на неколку. Се уште го чекаме конечниот извештај, но правичните резултати докажуваат дека станува збор за задушување. Бегалците биле сместени во задниот дел од камионот, при што на метар квадратен биле сместени по 5 лица, стои во извештајот на полицијата. Околу 10.000 жители на германскиот град Кобленц беа евакуирани од нивните домови поради пронајдена бомба од времето на Втората светска војна, соопштија градските власти. Бомбата тежи околу 1 тон и е пронајдена при градежни работи. По завршувањето на евакуацијата, деминерите ќе ја деактивираат бомбата. Во Втората светска војна во Германија беа фрлени над 2 милиони бомби, над 20% од нив не експлодирале. Брод со илегални имигранти се преврател во близина на брегот на Либија и се удавиле најмалку 37 лица. Секоја година стотици илјади имигранти и бегалци се обидуваат да стигнат до Европа по море во потрага по подобар живот и спас од воени конфликти. Тие доаѓаат главно од Африка и од Блискиот Исток, патуваат во ужасни услови и често не стигнуваат до крајната дестинација. Вчера се одиграа првите надпревари во рамки на есенскиот дел од третолигашката фудбалска конкуренција. Најубедливата победа ја забележа екипата на Плачковица, која со убедливи 8-0 славеше над тимот на Напредок Здравје Радово. Висока победа на гости забележи и тимот на Академија Пандев, новиот третолигаш, кој што славеше во надпреварот против домашната екипа на Баби со 4-0. Победи забележаа и екипите на Брегалница и Беласица, кои што со 3-0, односно 2-0 ги совладаат тимовите на Карвинци и Саса. Слогавиница неславно го започна првото коло, бидејќи загуби на домашен терен од тимот на Работник Лозово со 1-2. Во последниот надпревар на отворањето на годинешната фудбалска сезона Осогово ги разочара своите гледачи. Во надпревар во кој жетварите за време на 90 минути не создадоа ниту една посериозна шанса за гол, загубија од Овчеполе со резултат 0-2. Следните надпревари се играат веќе во недела, а дербито на колото ќе се игра во Делчево, каде Брегалница Голаб ќе го гости тимот на Беласица. Евгений Попацев е победникот на 29-тиот Охридски пливачки маратон. Тој патеката Климе Савин од Светинаум до Охрид во должина од 30 км ја исплива за 5 часа, 39 минути и 42 секунди. Попацев е првиот македонски пливач што победува на маратонот во изминатите 29 изданија. Многу сум среќен што победив, добро тактички испливав, темпото не беше премногу силно. Сите помалку тактизиравме, јас се обидував да се штедам за последните 2 километри. Кога го видов Канео, веќе се почувствував дека можем да победам. Имав сила за финиширање, а се останато беше рутина, изјави Попацев.
Ова беше се во второто издание на Дневникот на Канал Плюс. Со нови содржини се гледаме утре. Имајте пријатна вечер.